Утрински стихови од Библијата. 5 ноември. Тој ги укорува оние што ги љуби. Зашто Господ го казнува оној кого го љуби, а го бие секој син кого што го прима. Евреите 12:6. Господ може да го претвори во победа и она што нам понекогаш ни изгледа како целосен неуспех и пораз. Ние сме во опасност да го заборавиме Бога и внимание да му обрнуваме само на она што се гледа, наместо со очите на верата да го гледаме невидливото. Кога ќе најдат неволји и несреќи, веднаш сме подготвени да го обвиниме Господа за рамнодушност, па дури и за свирепост кон нас. Ако тој смета дека е добро извесно време да ја ограничи нашата делотворност, ние се жалиме, не помислувајќи ниту за миг дека Бог тоа може би го прави токму за наше добро. Мораме да сватиме дека и карањето представува дел на неговиот голем план и дека христијанинот понекогаш под прачката на страдањата и болката може за својот Господ да стори повеќе отколку кога се наоѓа во активна служба. Да се добие спасение е задача што може да се изврши со заеднички напори. Меѓу Бога и грешникот мора да постои соработка. Тоа е неопходно заради обликување на правилни начела и обликување на карактерот. Човекот мора најсесрдно да се труди да го победи сето она што не му дозволува да постигне совршенство. Но сепак, за постигнување успех, тој е целосно зависен од Бога. Сам по себе, човечкиот напор не е доволен. Тој не вреди ништо без божествена помош. Бог работи и човекот работи. Човекот од своја страна мора да им се спротистави на искушенијата, а силата за тоа ја добива од Бога. Од едната страна е бесконечна мудрост, сочувство и сила, а на другата слабост, грешност и апсолутна безпомошност. Бог сака ние да станеме господари над себе си. Но тој не може да ни помогне без наша согласност и соработка. Божиот дух действува преку силите и способностите што му се дадени на човекот.